Денеска го отвараме првиот од серијата скандали за криминалот на владата на Мицковски. Фирмата Digital One, формирана на крај на август лани, со само 2 вработени, за една година има добиено тендери од скоро 9 милиони евра народни пари. И сите овие тендери се со владини и државни институции во период од мај 2025 до денес, ноември 2025 година. Фирма без историја, без искуство, без портфолио, регистрирана за трговија со информатичка и комуникацијска опрема, добива речиси 9 милиони евра за само 6 месеци, или по 1,5 милион евра месечно. Основана е од извесен Кристијан Арсовски и има само 2 вработени. Да, добро слушнавте. 2 вработени со речиси 9 милиони евра добиени пари од граѓаните. Од 6 државни тендери, дури 4 се со генералниот секретаријат на владата на Мицковски. И тоа не било какви тендери, туку тендери со милионски договори. Последниот договор е рамковна спогодба за софтверски лиценци за виртуелна платформа во вредност од 8 милиони евра. Како е можно за толку кратко време фирма со 2 вработени да добие речиси 9 милиони евра? Ако ова не е класична шема за испумпување на парите на граѓаните преку фирми блиски до власта, тогаш што е? И секако, едно од прашањата е дали Кристијан е во роднински врски со поранешниот портпарол на ДПМН Димче Арсовски. Повикуваме јавното обвинителство, финансиската полиција и ДКСК веднаш да реагираат, да отворат истрага. Овој скандал има и други сомнителни аспекти за кои ќе продолжиме да говориме. Почитувани, ова е истиот криминален систем, истата криминална шема на Никола Груевски, кој 11 години ја ограбуваше Македонија и 2 милиарди евра испумпа од граѓаните, зашто целата јавност слушна во бомбите. Мицковски е само негов ученик и послушник. Предупредуваме институциите да делуваат и да превземат мерки согласно законот. Одговорност мора да има и ќе има. Кога тогаш? За сите. Крадењето мора да престане веднаш. Ви благодарам.